Јубилеј. 20 поред. Гран При Скопје. Познато на Балканот, во Европа, а и во светот. Секако, кога македонците пукаат и стрелаат, конкретно кажано со стрелачки речник, на вистина учествуваат да победат. Ете, токму така и Македонската спортска стрелачка федерација го чекори овој пат на стрелаштвото со 20-тиот поред јубилеен Гран При Скопје 2026. Интернационален, а наш. Со нас е Јордан, кој што буквално е веќе наш пријател, чи нам повеќе од деценија и повеќе. Пријател, а спортски работник, кој што израсна од тренер, селектор, па председател на Македонската спортска стрелачка федерација. Ти благодарам, Илија, за поканата повторно да се дружиме и да разговараме за стрелаштвото, нашите надпревари кои ги организираме и сите активности кои ги има Стрелачката федерација, нели? Многу работи се, јас бев изненаден од вашето стрелиште, каде што го снимавме нашето првично интервју во нови, буквално просторни услови, кои што се на европско и на светско ниво, не можат повеќе да се жалат стрелците, значи, дека немаат услови како во Европа. Точно, стрелиштето за воздушно или пневматско оружје е едно од најмодерните на Балканот и успеавме во текот на минатата година со заеднички сили на Министерството спорт, Европската и Светската стрелачка федерација и средства од Македонската федерација да го опремиме со најмодерни електронски мети и најмодерни услови за спортските стрелци во Македонија и сите оние кои што сакаат да се рекреираат или започнат олимписка дисциплина во спортско стрелаштво. И нормално, вие со вашиот тим тоа го реализирате, а сега се наоѓаме на стрелиштето Камник, што не е искосено од турнирот, имаше дождови, сега веќе фаќа сушниот период, можеби, после турнирот нормално, и се гледа дека вие практично го одржувате до таму некаде 300 метри, таму негде пред нас, што се вели. Точно се наоѓаме на стрелиштето Камник, на кое се одржува и популарниот и традиционален меѓународен турнир Гран При Скопје. Успеваме да го одржуваме и ова стрелиште заедно со Нели Микеј и сите други наши спонзори кои што помагаат во организацијата на овој надпревар покрај тимот од Стрелачка федерација. Во сите 20, како што кажа, надпревари организирани, овој беше јубилеен, сум учествувал од почетокот како помагач, нели, па судија, па деца кои младинци кои трчаат за мети или поровови, се до одговорно лице во минатото пред да станам председател на целиот турнир да се спроведе како што треба, а сега и како, нели, главен организатор заедно со тимот од Стрелачка федерација, многу стрелци и тим од, да напоменам, и од клубот Стрелец, кои се активни помагатели. И носечки кадар, би рекол јас, ама буквално носечки кога носати. Направивме надпревар кој е препознатлив во Балканот.